Бројни реакции во јавноста предизвика вчерашниот трагичен настан во кој една средношколка од село Здуње Гостиварско го загуби животот при давање во реката Вардар, а бегајќи од кучиња скитници. Премиерот Зоран Заев изрази жалење за трагичниот случај во Гостивар, каде 17-годишната девојка се удави бегајќи од бездомно куче кое ја нападнало во градскиот парк. Како што рече Заев, тој како градоначалник има лично искуство во справувањето со бездомните кучиња. Премиерот проблемот го лоцира во законите кои, како што рече, се премногу комплицирани и треба да се направи нова регулатива која ќе го организира функционирањето на шелтер центрите. Веќе размислуваме на промена на легислативата во пофлексибилен начин, кој што ќе ги почитува меѓународните стандарди за заштита на животот на животните, ама при тоа ќе може Република Македонија тоа да го спроведе. Затоа што вакви згрижувачки центри за кучиња скитници во Македонија има ретко. Скопје има, кое што е со слаби услови, треба да го подобруваме и слично, но и во другите општини мора да создадеме начин како тоа да се организира, за да навистина ги заловуваме кучињата кои што за жал растат во огромен број и мора државата да воспостави сметка и грижа за ова работа, иако надлежноста е кај општините, а вклучително и градот Скопје. Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари по повод трагичниот настан се огласи на неговиот Facebook профил. Изрази огромно жалење и побара да не се прават политички драми. Тој пишува дека проблемот со бездомните кучиња е наследен и кон него имале сериозен пристап. Сме собирале колку што сме можеле, надминувајќи ги можностите за згрижување, сме оперирале 50 од нив и сме вакцинирале 100. Јас и се придружив на ветеринарната екипа за да им помогнам во нивната огромна работа што ја имаме пред нас, изразувајќи им на искрени сочувства на семејството на девојчето како брат кој по втор пат ја изгуби својата сестра, би замолил да не влегуваат во политички драми оние кои воопшто не ги засега болката на семејството или на оние кои биле погодени со вакви несреќи. Ве молиме, оставете екипата да работи без притисоци за згрижување на кучињата и да не измислуваме драматично политички приказни. Реагира и од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди, кои се едни од најгласните во борбата за хуман третман на бездомните животни. Од Сдруженијето предупредуваат дека ситуацијата е на рап да излезе од контрола и апелираат до општините да ги слушнат советите на Сдруженијата, а до граѓаните да не ги земаат работите во своји раце. Гледаме дека оваа трагедија се користи како мотив за напад врз нашите заложби за хуман третман на бездомните животни. Па оттаму должни сме уште еднаш да повториме дека ние се залагаме и придонесуваме, само иницијативно, да нема улични кучиња во ниту една општина во државата и проблемот да се реши трајно, а со цел да се гарантира безбедноста и заштитата на граѓаните. Според деталите од МВР, девојчето синоќа било пронајдено по 3 часа откако било пријавено во полиција кај мост во Балиндол, Гостиварско. Веднаш по добивањето на пријавата, превземени се мерки за пронаоѓање, велат од МВР. Во 22:30 часот, девојката е пронајдена почината во близина на мостот во село Балиндон, Гостиварско. Извршен е увид и по наредба на јавен обвинител, телото е предадено за обдукција, информираат од МВР.